Второто послание на апостол Петар е упатено до широк круг христијани во првиот век. Главна тема на ова послание се лажните учења и неморалот кој од нив произлегува. Најдобриот начин за борба против лажните учења е определбата да се држиме до изворното учење, пренесено од оние кои биле директни ученици на Христос и лично го слушнале неговото учење. Посебно внимание во ова послание му е посветено на тврдењето на некои луѓе дека Христос нема повторно да се врати на земјата. Писателот објавува дека привидното доцнење на Господ Исус се должи на фактот што Бог не сака да загине никој, туку сите да се покајат. Глава 3, 9 стих. Второ послание на апостол Петар. Глава 1. За христијанските доблести и за Христовото преображение на гората. Симон Петар, слуга и апостол на Исус Христос, до оние на кои преку правдата на нашиот Бог и Спасител Исус Христос им се падна еднаква вера како и нам. Благодата и мирот со познавањето на Бог и Христос Исус, нашиот Господ, да ви се умножат. Божиот позив и избор. Бидејќи неговата божествена сила ни подари се што е потребно за животот и побожноста, а преку познанието на оној кој не повика со својата слава и совршенство, преку кој ни се дарувани многу големи и драгоцени ветувања, та преку нив да станете учесници во Божјата природа, ако се оддалечите од гнилежот на овој свет. Затоа, грижејки се за ова сестрано, принесете кон верата своја добродетел, а кон добродетелта знаење, кон знаењето воздржување, кон воздржувањето трпение, кон трпението побожност, кон побожноста братолюбивост, кон братолюбивоста љубов. Зашто, ако овие доблести ги има во вас и се умножуваат, тие нема да ве остават празни, ниту бесплодни во познанието на нашиот Господ Исус Христос. А кој ги нема овие доблести, тој е слеп, кусоглед и заборава дека се очистило од поранешните гребови. Браќа, затоа уште повеќе настојувајте да го зајакнете вашиот позив и избор, зашто ако го вршите тоа, никогаш нема да погрешите, бидејќи по таков начин ќе ви се овозможи слободен влез во вечното царство на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Поради тоа секогаш ќе се трудам да ви ги напоменувам овие работи, иако ги знаете и утврдени сте во сегашната вистина. А и право е, додека сум во ова тело, да ве подсетувам, бидејќи знам дека наскоро ќе го оставам моето тело, како што Господ наш Исус Христос ми откри. А ќе се погрижам на ова да се подсетувате секогаш и по мојата смрт. Очевици на Христовата слава. Зашто ние ви ја покажавме силата и доаѓањето на нашиот Господ Исус Христос не преку измислени приказни, туку самите бевме очевици на Неговото величие. Зашто тој прими чест и слава од Бога Отецот, кога од велелепната слава му дојде ваков глас: Овој е мојот возљубен син, со кого се исполнува мојата добра волја. И тој глас што дојде од небото, ние го чувме кога бевме со него на Светата гора. А освен тоа, ние имаме нешто уште поверно, а тоа е пророчкото слово. И добро правите што нему му обрнувате внимание како на светило што свети на темно место, додека денот осамне и деницата засвети во вашите срца. Знаете го прво тоа дека ниедно пророштво од писмото не е собствено кажување на пророкот, зашто никогаш според човечката волја не е изречено пророштво, току светите Божји луѓе зборувале потикнати од Светиот Дух.
Glava 2. Treba da se pazime od lažni i poročni učitelji. A vo narodot imaš i lažni proroci, kako što i među vaske ima lažni učitelji, koji će vnesat pogubni eresi i otkako se odrečat od Gospod, koji gi otkupil, ke navlečat vrst sebe si brza pogibel. I mnozina ke pojdat po nimnite nečistotiji, i poradi niv patot na vistinata ke bide pohulen, i pobuduvajći ve od koristoljubivost, ke ve privlekuvat so laskavi zborovi, no nivno to osuduvanje odamna gotovo i nivnata pogibel ne dreme. Zašto Bog, koga ne gi poštedi angelite što zgrešija, tuku gi frli bo pekolot so verigi na mrakot, gi predade da bidat držani do sudot. I koga nego poštedi prvi od svet, tuku koga nanese potop vrs bezbožni od svet, go zapazi samo osumčlenoto semejstvo na Noe, propovednikot na pravdata. I gradovite Sodom i Gomora gi osudi na razurnuvanje i gi pretvori vo pepel, ostavajći gi kako primjer na idnite bezbožnici. A go izbavi pravedni od Lot, kogo go osramotija bezakonicite so nečisti od život. Zašto koga živeješe pravednikot među niv, gledajći gi i slušajći gi bezakonskite dela, to i se kojdnevno je izmačuvaše svojata pravedna duša. Znači, Gospod znaje kako da gi izbavuva pobožnite od iskušenija, a nepravednite da gi drži vo maki za sudni od den. A najmnogo onije što se upravuvat spored telotovo, negovite gnasni pohoti, koji ja prezirat vlasta, drski se, gordi i ne se plašat da hulat na vlasta. No durini angelite, koji se posnažni i posilni od niv, ne izgovarat za niv hula pred Gospod. A tije, kako nerazumni životni, sozdanija po instinkt, se fakat i se uništuvat, hulejći go ona što nego razbirat, vo svojata pogibel ke zaginat, dobivajći kazna za vršenje nepravda. Tije se koji nemni od život vo raskoš, go smetat za uživanje. Tije se sram i grev, nasladuvajki se so svojite izmami dodeka jadat so vas. Ima toči polni so preljubodejstvo i nenasitni se na grev, gim mamat neutvrdenite duši. Ima srce priviknato na lakomstvo, tije se čeda na prokletstvo to. Otkako go ostavija vistinski od pati se zabludija, trgna postapkite na vosoroviot sin Valam, koji zasaka plata za vršenje nepravda, no beše izobličen za svoje to bezakonije. Nerazumno to životno progovori so čovečki glas i go zapre bezumstvo to na prorokot. Tije se bezvodni izvori, oblaci i magli od bura raznesuvani, za njih rezerviran mrakot na temninata za sekogaš. Zašto govorejki prazni zborovi, gi mamat na telesni pohoti i nečistotija onije koji što tuku se otrgnale od tije što živeat vo zabluda. Im vetuvat sloboda koga tije samite se robovi na razvratot, zašto koga nekoj nekogo pobeduva, to i go porobuva. Zašto ako gi izbegnale svetovnite skvernosti preku poznanijeto na Gospod i Spasitelot naš Isus Hristos, i pak se pred katvoni fibiduvat pobedeni, togaš za takvi posledno to kim bide pološo od prvoto. Za niv bi bilo podobro da negobea poznale patotna pravdata, otkako go pozna da odstapat od svetata zapoved koja ime predadena. Nimi mi se slučuva spored vistinskata pogovorka. Pesot se vraća na svojata blujavica i iskapenata svinja vokalta. Glava 3. Ветување за повторно Христово доаѓање. Еве возлюбени, како веќе ви го пишувам второто послание во кое со напомнување ви го разбудувам вашиот чист разум, за да се подсетите на зборовите порано кажани од светите пророци и на заповедта од Господ и Спасителот дадени преку вашите апостоли.
Најнапред знаете го тоа дека во последните дни ќе се јават подигрувачи кои ќе се подбиваат и ќе живеат според своите похоти. Ќе велат: каде е ветувањето на неговото доаѓање? Зашто откако татковците наши изумреа, се си стои така како од создавањето на светот. Тие намерно забораваа дека небесата и земјата од порано беа создадени од вода и преку вода со силата на Божиото Слово, преку кое тогашниот свет загина потопен од вода. А сегашните небеса и земјата, пазени од истото Слово, се чуваат за оган во денот на судот и погибелта на нечестивите луѓе. Но внимавајте, возлюбени, да не го изумите само тоа дека за Господ еден ден е како 1000 години, а 1000 години како еден ден. Господ нема да задоцни со своето ветување како што некои мислат забавењето, но долго време трпи, бидејќи не сака да загине некој, туку сите да се покаат. И ќе дојде денот Господов, како крадец во ноќно време. Тогаш небесата со голема бучава ќе ги снема и стихиите ќе пламнат и ќе се разрушат, а земјата и се што е на неа ќе изгори. И така, бидејќи сето тоа ќе се разруши, каков треба да ви биде вашиот свет, живот и побожноста ваша, додека го очекувате и посакувате скорото доаѓање на Божиот ден, во кој небесата ќе се разрушат и основите во оган ќе се стопат. Но ние според неговото ветување очекуваме ново небо и нова земја, на кој ќе се всели правда. Затоа, возлюбени, додека го очекувате тоа, погрижете се пред него да излезете спокојни, неосквернети и непорочни. И долготрпеливоста на вашиот Господ сметајте ја како спасение, како што ви напиша и возлюбениот наш брат Павле, според дадената му мудрост. Како што зборува за тоа и во сите своји посланија во кои има некои работи тешки за разбирање, што неучените и неутврдените ги изопачуваат, како и другите писма за своја погибел. А вие, возлюбени, знаејќи го ова однапред, пазете се од измамата на беззакониците, за да не бидете одведени со нив и да не отпаднете од својата утврденост, туку да напредувате во благодатта и во познанието на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Нему слава и сега и за вечни времиња. Амин.